не се исполнат. Зошто никој не размислува по однос на тоа и немаме никакви одговори, мислам дека треба да се обратите до министерката и до комплетната влада. Па видите, вака нешто ќе кажам. Софија имаше интервју на почетокот и рече дека не гледа никаква причина за нејзина оставка. Јас не знам какви се уште причини за нејзе требаат. Не е ова доволна причина. И штрajкот со глад, као што ние и кога почнеме решени да идеме до крај, без разлика на последиците, може би некој од нас и нема да успее до крајот може би некој ќе умре од тука, ништо не се знае. Ако тоа е мала причина, тоа ще не знам други причини. Еве ќе кажам, 20 ден е денеска од студентските протести и 3 ден од штрajкот со глад. Денеска го поставивме шаторот, символично ова е темел на македонската демократија. Полицијата се обиде да ја суспендира локалната самоуправа. Ние имавме дозвола од градскиот архитект, меѓутоа тоа за нив не беше доволно. Потоа го прочитавме законот за град Скопје и тој закон го суспендира полицијата. Конечно луѓето се собраа и полицијата виде дека не може да оди против народот. Сега сме тука, продолжуваме, се дека не се исполнат нашите барања и веруваме дека конечно ние што говореа за образование, за воспитание, дека ќе најдат сила, дека ќе дојдат тука да не посетат и дека конечно ќе ја покажат нели нивната хуманост. Се работи тука и за хуманост. Имаме и мајки со деца кои штрекуваат со глад и ние штрекуваме, полека се истрапуваме. Сметаме дека една фотелја не е побитна од сите нас овдека, па макар и противници на некој начин. Бидејќи оваа власт се држи според началото, целта ги оправдува средствата. Ние ќе вратиме со реципроцитет и исто ќе одиме според истото начало. Целта ги оправда средствата. Без разлика на дали ќе имаме нарушување на здравието, па дури и губење на човечкиот живот, ние ќе ги оствариме нашите барања и цел, без разлика колку време ќе трае тоа и кои ќе бидат последиците. Што да ви кажам, јас сум оптимист. Прво сум среќна дека една ваква младина имаме ние во оваа наша Македонија, која прва крена глас за она за кое што ние од средната па и постарата генерација немавме по се изглед доволно храброст и доволно сили со оглед на таквите тогашни политички збивања. Среќна сум што можам да бидам со нив и не само јас, верувам дека и сите други кои што имаат слободумни сваќања, а пред се македонци и го почитуваат македонскиот збор, почитувајќи го зборот и јазикот и на другите луѓе, на оваа Македонија треба да се знае чиј јазик е нејзин функционален јазик. Тоа го покажа младите, македонскиот јазик. Јас, како бивши старешина на ЈНА, се придружувам при штрajкот со глад, со еден ден закаснување и мислам дека студентите се во право и потполно ги подружувам. Во сите нивни барања ги подржувам тотално. Исто така можеме да апелираме и до Уставниот суд, кој што до сега гледаме дека не најде ништо за целисходно за да реши со прашањето за законот, кој што знаеме каков е, парцијален, да не повторуваме многу пати е веќе повторено. Апелираме до нив да тие знаат правната етика. Етиката на секој правник е да го почитува законот, правниот акт. Иначе јас сум на правни студии, поточно на политички студии правен факултет сум. Треба да внимаваат на својата чест посебно, затоа што нивната чест зависи нивното работно место. Тие се најценети луѓе, судии, а знаеме дека секое судство е независно и треба и овој наш уставен суд да си го брани своето најголемо, како да кажем, богатство уставот, затоа што се знае, секој си го чува своето, па и тие треба малку да внимаваат на своето.
Јас ке дадам, јас сум мајка со дете која има многу проблеми и јас се удружив со студентите, пошто другачија не може да ступам у контакт. Пред 2 години мажот ми почина и од тогаш сум сместена кај татко ми во Карпушта, мало дете, кој услови не може да се живе. Иначе јас сум жена со политичка школа, мене ми е многу жал што ова овака изгледа, меѓутоа јас документите ќе се ги издадам повторно фотокопијата. И сакам да кажам дека сум се жалела на многу места овде во собрание, а предходно во Дечија амбасада до госпоѓа Савка Тодорова, која апсолутно не би огласила така, што многу ми е жал, што нехуманитарно работи, пошто не знам со кого е уврска и која купува и за колку пари, дали за 5 марки или како да кажам, пошто навистина секаде во светот така се зборува дека Македонија се продадени. Дека апсолутно за цент може секој да ве купи. Таква е политиката. Штом вие немате своje ја, штом дозволявате да се некој коцка, онда тоа не е убаво. Јас да ви кажам, јас сум жена со 43 години, родена у Чекословакија, живеам у Скопје. Јас сум израсната со македонски народ. Татко ми е муслиман, меѓутоа не е битно тоа. Сакам да кажам дека јас не дозволявам мене Македонија да ме омаловажува, пошто во Македонија имаат сите право да живеат. Затоа што има и други националности. Еве сега ќе ви дадеме фотокопија од она што го прави полицијата. Тие според член 151 од Законот за кривична постапка повикуваат на информативни разговори, а добро знаете дека овој закон е укинат од Уставниот суд, односно овој член. Така што ова е уште еден доказ дека полицијата не само што се суспендира локалната самоуправа, туку се обидува да го суспендира и Уставниот суд, па нема да се изненадиме дека ако Уставниот суд го оспори законот, тие и понатаму се обидуваат да го спроведат. Мислам на полицијата. Ова е за телевизија за вас. Како доказ на она што се случува и што работа полицајците?